Околу 3000 млади во регионот имаат дипломи, но немаат работа. Сите тие заедно се 24% од вкупниот број на невработени на истокот. Токму и поради ова, фокусот на Агенцијата за вработување е како да обезбеди работа за младите до 29 години. Во самиот оперативен план за вработување за 2015 година 30% од сите лица што ќе бидат офатени се наменети, се предвидени за млади лица до 29 години. Резултати секако има, но тие се далеко од очекуваните, зашто македонските мерки не се доволни за младите да се вработат. Европските политики за вработување на младите главно се децентрализирани, додека во Македонија се централизирани, односно зависат од институциите на највисоко ниво. Додека на локално ниво немаме спроведување конкретно на било какви мерки за вработување на млади. Но, освен државата и општините, вина за невработеноста имаат и младите. Работа бараат исклучиво под државна капа. Младите истакнале дека најмногу сакаат да работат во државни институции. Поради што е тоа така? Веројатно, младите ми кажале, тие со кои што сум зборувала, дека тоа е заради тоа што таму сметаат дека е многу посигурна работата, додека приватните бизнеси генерално ги сметаат како можност, односно како последна можност каде што повише би требало да користат физичката, да бидат физички ангажирани многу повеќе отколку интелектуално. Одвај 5% од завршените и дипломирани млади кадри размислуваат за собствен бизнис. Лично за мене, јас размислувам да се работам сами себе, да создам собствена фирма, да отворам нешто специфично со услуга, дали ќе биде тоа за преведување за јајци, специфично што е најпотребно, што е секојдневно, што е приоритет на нас, на секојдневен човек. Младинското вработување беше тема и на трибина што денес се одржа во Штип, организирана од неколку младински здруженија и локално-економскиот совет на општината. Ке го сменат ли ваквите трибини односот на младите кон работата е прашање, но вака уште долго нема да може.